вашиот штанд. Каков мед произведувате, прво да се представите? Јас сум Цветко Метарски, село Верчев. Произведуваме ливадски и шумски мед. Како година беше во поглед на производството? Предходната година нормално, немаше големи падови, меѓутоа од година во година се намалува и се занимаваме со преработка на домашни производи. Така гледаме тука медова ракија, така наречена, други некои производи се. Домашни производи, претежно. Каде ги пласирате? Претежно на пазар во Делчев. Добро, јас ви посакувам. И по порачки што имаме некои. Добро, поканеме до граѓаните денес и утре да дојдат да го поседат штандот на Цветко од село Вирче и останатите штандови секако и да си одберат некој вкусен производ евде, освен мед, рековме има и други работи кои сигурно ќе го привлечат вниманието на посетителите. Благодарам. Сега одиме на вториот штанд и вие да се представите и да ни кажете нешто и за вашите производи. Марко Белски од Делчево. Произведувате каков мед? Произведуваме планински, ливадски, имаме мед во саќе, имаме со јакости овошја, со Колку прополис имаме, да, во мали пакувања, во поголеми пакувања. така да граѓаните кои ќе дојдат ќе можат тоа да го видат. Колку време се занимавате со пчеларство? 40 години традиција, 40 години и пред тоа имаш баба ми, дедо ми традиција некоја. 40 години цели. Тешко ли? Што ги кажеме за младите кои сакаат да почнат? Не е тешко, ама треба да се работи, треба работи. Треба да си присутен, значи. Треба да се присутен кај стално и не е и толку многу тешко. Добро, ви посакувам успех на овој сајм, еве ќе доловиме некој дел од производите Фала. и да ги поканеме граѓаните. Така и се надеваме дека ова ќе ни прерасне и во традиција. Сега ние прв пат оваа година го организираме во Делчево и се надеваме дека ќе ни прерасне како традиција. Гледаме тука и некои медали, Агро сајм Струмица Имаме два Струмица, пати, имаме, да, имаме Тузло во и Тузло и во Брчко. Брчко. И во Се. Брчко. Да. Значи тоа е големо признание за квалитетот. Признание, точно. Имаме квалитетен мед, што ни е признаен надвор од Македонија на што се вика на светски рамки. Во светски рамки. Ви благодарам уште еднаш. Молим, фала, поздрав. Поздрав. Еве. И се задржиме на овој, еве го неговиот број, кој сака и да си порача, може слободно да види. Фала многу, да, еве. Тука се сите Може, производи. ние сме тука присутни во Делчево, сме барем за Делчевци сме малку и попознати така да. Супер. Нема проблем. Кој Так. сака нека победи, тука сме. Така е, уште една покана до граѓаните да дојдат Да. во градскиот парк денес и утре и да бидат дел од овој сајм. Благодарам. Тука имам уште еден штанд, во овој случај и на председателот на Сдруженијето, Јован Чомедарски, и самото презиме кажува дека вие за мед сте, како да кажеме, така ли? Да, производител на мед од поодамна, Така, колку време точно се занимавате? некаде 5-16 години. Иначе и моите предци се занимавале со пчеларство. Еве, одлучивме за прв пат во Делчево да пробаме да направиме една традиционална манифестација, која ќе прерасне во традиционална, затоа што досега немало таков случај. Така е? Неколку се собравме, неколку ентузијасти, вака на ветерот да постоиме тука, да го изрекламираме Пијаничкиот мед. пијанечкиот мед. Дозволено е на луѓето, ќе има и дегустација, пробаат да видат дека навистина пијанечкиот мед е многу квалитетен мед. Независно од тоа што ние имаме интерес да се продава медот. Така. Тоа во споредба со медот кој што се продава по маркетите, овој мед нашиот е измислен. Значи ли тоа дека тие медови се опасни со некој начин за конкуренција? Сега, конкуренција, да, а иначе опасност не знам каква има, меѓутоа
тоа е се имитација. Така, па може би и штетен по здравјето ако Да. без со шеќер повеќе. Имаме уште и една друга идеја, што најверојатно со помош на локалната самоуправа, со помош на градоначалникот, сакаме да направиме една акција да го брендираме дабовиот мед. Така? Затоа што дабовиот мед не е секаде присутен, Така. а е еден од најквалитетните медови што постојат. Значи за оваа организација ви помогна општината и рековте повеќе ентузијасти се организирате. Да. За конкретно за вашиот мед, гледаме со мед има и други некои производи. Има скапки, има ова се исто мои домашни производи, ракија, домашна мастика, восок. Така еве овде и бројот кој сака да набави може да го побара 075-235-159, а ние ќе продолжиме и со останатите штандови. Продолжете. Тоа е вашиот штанд. Да. Еве и за вас вака да кажеме колку време се занимавате со пчеларство. Тоа не е фамилиарна мисла. Јасно, занает, така да го кажем. Уште старите го одржуваш. Лично јас се занимавам некаде околу 45-6 години со пчеларство. Конкретно каков мед или повеќе видови производува? Веќино давох таа година. Има нешто и на години и речи го ливацки. Али таа година е мешан, мисла. Така, да. Не посебно ливацки, посебно дабов, него тоа е мешан. Точно го имаме проба на овој мед, еве тука е телефонскиот број 07873-690. Љубе Трајановски може да го побарате и да си... Прополис 30% во алкохол. И некои други гледаме производи тука. Има тука нешто со тие производи што се лешне семки, тие. Добро, благодарам многу. Сакам успех и понатаму. Ала, и на вас. Не И- мога да коментирам. И ова е последниот штанд, барем вака досега што е овде во рамки на отворените денови на пчијенечкиот мед. Тука со нас е Ивана Антовска. представник на пчеларство Антовски. Да ни кажете нешто и за вашиот... Татко ви знаеме дека повеќе време се занимава со тоа, меѓутоа колку време отприлика пчеларството е негова пасија? Традицијата во нашето семејство е подолг временски период. Татко ми е веќе пчелар 50 на години, ја продолжуваме традицијата јас со мојот сопруг, исто така и ќерка ми. Денеска сме тука со дел од нашите производи. Традиционално мед во саќе, прополис, перга. Исто така имаме и дел од пчеларска опрема, она што е најосновно за секој пчелар почетник. Што е, еве, спомнате пчелар почетник, што е основно кога некој ќе реши да започне да се занимава со ова? Што треба да знае? Дека треба многу работа, така ли? Првин треба да се сакаат пчелите и еден медицински предуслов, односно дека не треба да бидат алергични на убоди од пчели. Тоа е Тоа е многу- нешто што е основното, а се понатаму е само желбата и да се сакаат пчелите. Затоа што не се гледа профитот, туку се гледа тоа што се сака, односно да се сакаат пчелите. За иницијативата еве за овој настан, како за последно прашање? Апсолутно треба да прерасне во некоја традиција, во малку пошироки рамки, малку подобро покриено и можеби треба да се изберат и некои други термини каде што тоа би се повторило можеби есенскиот период каде што ќе се заврши таа пчеларска сезона. Јас ви благодарам за овој разговор, еве сега ќе Благодарам и седнеме вам. во делот ова што ви го нудите. Еве, тука има и не само производи, туку и заштитна Да. опрема, садови, важни за производството на мед. Јас ви посакувам, еве, уште долги години ова да ви биде љубов, така да кажеме, да се занимавате и да имате добра година. Ви благодариме и на вам што се да се настави во Делчево. Благодарам.